Јас и моето укулеле под твоето пенџере тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажа моите звучни акорди. Деца, убаво е да се чита за природата, нели? Но само ако зачекориш малку низ шумата, да речеме, ќе чуеш и ќе видиш нешта кои ги нема во книгите. Затоа што природата зборува со божествен глас. Така, да не испадне сега дека јас слушам некакви гласови, но оној глас што мене ми се обраќа во главата, како да се чуди како тоа можеме да живееме во време во кое што екологијата е досадна, а уништувањето на планетата е забавно. Нели? Сите досегашни екскурзии на човекот и технологијата надвор од планетата докажаа дека резервна немаме. Така констатираме дека трагедијата може да лежи во тоа што многу повеќе средства се вложуваат за уништување на планетата отколку заштитување на истата. Браво. Надежта дека ќе најдеме слична планета на оваа или барем приближна, пристојна како нашата, се топи како снежко на сонце. Али тоа е многу нормално поради таа економска трка која што се случува е толку агресивна. Ако мене ме прашувате, што би избрал, дали би избрал економски раст, јас би избрал подобар живот на живење. Би избрал природа, убавина, чисти води, чист воздух и пейзажи. Природата е нешто што човекот не може да го реизгради. Ако исчезне еднаш, исчезнува за секогаш. Човекот може да реизгради пирамида, но не може пчела или пак жираф. Апсолутно. Ако не и дозволиме на природата да произведува убавини или уживања, таа ќе престане да произведува и храна за сите нас. И може да си повториме дека нашата планета не ја добиваме од нашите предци, туку ние им ја должиме на внуците на нашите внуци. Така е.